Колега Велковски, може би ова вас ви звучи на научно-фантастичен филм, но верувајте дека граѓаните на Република Македонија живеат во хорор филм. Хорор. Хорор во инфраструктурата, хорор во образованието, хорор во здравството, хорор за пензионерите. И ќе почнам со ред. Хорор филм во инфраструктурата. Тој што патува од Скопје за Прилеп и обратно, знае што значи хорор по патот. Хорор во здравството може да видите секојдневно од прилозите по националните телевизии. Хорор во образованието, најсвеж ви е примерот вчера. Ги гледате сигурно клиповите од македонските ученици, како се однесуваат со инвентарот во своите училишта. Хоророт за пензионерите е очигледен. Не се живее со 36 денари повисоки пензии. Но дајте тој хорор... Значи, нема потреба од нервоза. Вистина нема потреба од нервоза. Немојте да се нервирате заради ретензиите. Нема пензионери од тие 350.000 кои што ќе ве поддржи. Пензионерите сакаат конзистентно покачување на пензиите за 700 денари секоја година, како што правеше ВМРО-ДПМНЕ, а не мизерни 36 денари. Жителите на Карбинци сакаат од буџетот за кој што одделувавте за се, од буџетот за кој што одделивте 550.000 евра да го направите паркчето на ГТЦ кој што го гушкавте, да одделите за општина Карбинци. Само едно ве молат и едно бараат, за да живеат во нормален филм, не во хорор филм. Бараат 300.000 евра за реконструкција на парче и реконструкција на мовче. Зарем тоа е многу за една општина? Зарем тоа е многу за една општина? Да ве подсетам, градоначалници во општините во ваше време купуваат блендирани коли. Купуваат коли од 100.000 евра за кои што велат не се доволно квалитетни, требаше да купиме и поскапи. Но вие правите на добра услуга на ВМРО-ДПМНЕ и на граѓаните. Живеете во посебен свет. Може би така ви велат дека треба, но тоа ќе заврши. 12 април ќе го добиете првиот одговор. А првиот одговор ќе значи и втор одговор за локалните избори. Тоа го видовте на претседателските, а сега ќе биде тоа мултиплицирано во сите општини. И вие добро го знаете тоа. Затоа што секој од нас е баба Перса. Секој од нас е критичар на локалната и на централната власт, ама реален критичар. Нема илузионисти, нема луѓе кои што живеат во научно-фантастичен филм. Има луѓе кои што живеат во хорор. Хорор во сите сфери на општественото живеење. Ви благодарам.